Господине министре, ништо не направивте PayPal да го донесете во Македонија. Значи, вие ќе кажете дека сте направиле. Ја не сум задоволен, еве, ќе парафразирам. Не сум задоволен од сработеното да се донесе. Само Северна Кореја и пар земји кои тешко би ги нашол дури и на глобусов, немаат PayPal. Знам дека PayPal е приватна компанија, знам дека сето они тоа сами се одлучуваат, а знам дека земјите и тоа што се заинтересирани, многу крваво се бореа за да ги убедат да ги донесат и да го спроведат тој сервис кој е еден од најпопуларните во моментот во светот за плаќање. Верувам дека мене ми е повеќе криво nego што тебе ти е криво за PayPal. Не можам да ти поверувам. Бидејќи од 2007 прв пат стапивме во контакт со PayPal, со првиот човек на PayPal, Жан Донихју, и со него сме имале преку 100 разговори. Јас лично. И преку мејл, и телефонски, што е проблемот, постојано. Значи, не зборувам на квартално, месечно, неделно, комуникација од моја страна, од други страни, за да се донеси. Дури и беше тука, Предраг Чемерикич го пречека. Имаше еден период на PayPal, кој што, според нивни тврдења, и ова ми го кажа пред 3 недели, која лично ми се јавија и ми е што соопштија лошата вест за мене, бидејќи од регионов само Србија ќе ја пилотираат. Значи, ова му го дават времено. Тоа може да остане за стално. Ќе ја пилотираат Србија како најголема економија од регионот, за да можеш само да купиш. Првин, Македонија бевме ставени за 2008 да влеземе, па стапи кризата, па тие изгубија многу средства, не може повеќе да надградуваат. Па после тоа, ајде ние во група бевме ставени со 15 земји, па ќе не стават во една регионов? Не е само регионов, повеќе и мали земји со слични економии. И на крајот пред 3 недели ми се јавија Радиатор да кажа дека имаме добра вест и лоша вест. Кажете лоша вест, Србија ќе пилотираме и 2 други поголеми економии. Кој ви беше условот? Единствено големината на економијата. Ништо друго. Бидејќи нас не кошта исто да го надградиме PayPal за Кина и за Македонија. Иста инвестицијата кај нив, во нивниот систем. Дали ќе биде Бангладеш, или ќе биде Индија, или ќе биде Албанија или Црна Гора или Македонија, исто нив ги кошта. Затоа не има ставен во кошта 15. Им кажав, добро, што е добрата вест? Добрата вест дека вие сте во втора фаза, продолжуваме да работиме на системот, ќе ви информирам кога ќе биде тоа. Фала ви многу. Ај угаси емисијава, избрише ја као да немало ништо, си идеме дома. Џабе 2 сати интервју, праење, PayPal, чип го немаме, шега на страна. Мислам дека во еден приватен разговор ми бевте, разговарате. Зошто не ви верувам? Не ни бевте инспирирани. Македонија нема интерес граѓаните да купуваат надвор. И тоа предпоставувам дека преовладуваше кај вас како мнение и можеби тука сметам дека не го дадовте оној потполн перформанс за да ги убедите дека треба да биде. Има земји кои немаат економии, па имаат PayPal. Мислам, малце ова објаснување, еве, нема да бидам вулгарен да ви кажам дека не говорите вистина. Океј, може би така ви продаваат затоа што може така да он така да му каже и нема никаква одговорност. Така он не е некоја меѓународна организација па да мора да ти дава официјален документ. Ти се јава и ти каже thank you and fuck you. Пријатно, па ти се што сакаш прави. Во можност се јаки се у моментов и така натаму. Но се потрудивте ли сериозно да го сватите? Јас знам дека ви смета дресови да се купуваат, книги се купуваат, CD се купуваат, така, што беше најмногу купувано? Дресови, така, и патики, спортска опрема. Спортска опрема, книги. Книги. Значи, нас не ни тоа проблем. Ние ги сменавме еден куп закони за да можеме да уведеме многу помали конкуренти на PayPal. Со цел PayPal да рече, чека, ако овие може да работат во Македонија, ќе влеземе ние. Битен е eBay и Amazon да ги користат. Ние бевме со една легислатива која што беше многу селективна и ограничувачка кој може да влезе во Македонија како
електронски новчаник, PayPal, во овој случај. Ние ги сменавме сите закони. Видовме дека првин, ајде, како е PayPal регистрирана, една во Лихтенштајн, втора во Сингапур PayPal регистрирана. Па ја сменивме легислативата да може PayPal да влезе на тој начин. Па ајде, после тоа, бидејќи PayPal не игнорираше, односно не воведуваше во систем, сменавме да не е во 36 земји, да биде да оперира во 4 земји. Тоа значи дека сите се присутни во Македонија, помалите, но не се звучни имиња како PayPal. Но тие помалите функционираат, работат, има AlertPay, има MoneyBookers, има сега на друга поставена во моментот не може да се седам. На Србија PayPal и дозволи само плаќање кон надвор, така? Да. Нема прием на средства, нема да може. Не може да продаваат. Значи, да, нема прием на средства. Тоа нема точно. прием на средства. Да. Мислам дека и нема и трансфери од Јанко на Иво. Мислам дека и тоа се уште не е воведено. И тоа не може. PayPal не го дозволува. PayPal не е воведено, да. Дали, значи, ако тоа го воведе PayPal ќе одредува дали ќе можеме да примаме и да плаќаме и така натаму? Да. Нема ништо од нас да зависи тоа? Не, но од нас се е отворено. Легислативата е направена... Значи, ако PayPal дозволи и се позиционира и отвори, влеземе во системот на PayPal Македонија, од нив ќе зависи дали ќе можеме само да плаќаме или ќе може и да примаме средства. Апсолутно нив. 100%. Дали овие другиве помали сервиси, вие некои препорачавте, кажете го уште еднаш? AlertPay, одамна имаше влезено. Дали AlertPay можам да примам и да плаќам со него? Мислам дека можете, да. А дали функционира со Amazon, со eBay? Со сите функционираат поголемите. Тие на некој начин се поврзани и меѓу себе. Ако AlertPay нема директно со Amazon, тоа има нешто со PayPal, но тука разликата е само на процентот. Океј. Немам повеќе подпрашања, многу е лоша веста. Киселини ме фатија, ептене ова, што да ви кажам. Во време кога сите се трудиме да станеме, да влеземе, нели, слободна трговија, она што е, ова е стварно нонсенс. Но имаме и кредитни картички, кои се повеќе и повеќе се прифаќаат на сите веб портали. Тутинска банка, Комерцијална банка, Ако го сега да дриблам, затоа што царината за царинење на стока се спушти од некои си 80 евра на 20 евра, што значи еден филм ако купам од 35 евра, ја ќе треба царинска декларација да вадам за еден филм Blu-ray, за да ја заштитам нашата Blu-ray индустрија филмска овде. Но декларацијата може сам да се пополните, да не ве кошта 50 евра како што ги земат шпејтерите. Да. И тоа го направивме. Така. Значи, се е во интерес да се зголеми таа електронска трговија. Извоз, увоз и така натаму. Значи, може сами да ги пополните декларациите и дури има помаш. Имаш ли подпрашања? Чекај, од режијава првим прашања да постават.